Почитувани гледачи, добра вечер. Ова е визави на програмата на ТВ канал ВИЗ за денеска четврток 28 април. Зборуваме за функционирањето на општините во време на европска, безбедносна, здравствена и економска криза. Мој соговорник вечерва е градоначалникот на општина Струмица, господинот Костадин Костадинов. Градоначалник, добра вечер, добре дојдовте во визави. Добро вечер, благодарам за поканата. Вчера имавте посета на високи представници, поточно на амбасадорот на Република Франција во Македонија, господинот Сирил Бумгартнер, и се зборуваше за европските перспективи на земите од Западен Балкан. Какви пораки, вести упатија лично до вас за функционирањето и на општините, на малите заедници во време на ваква криза? Секако на наше заедничко задоволство беше присутен амбасадорот на Република Франција Сирил Бумгартнер и секако дополнително со него во придружба дојде и господинот Бертучини, што е всушност еден од најголемите експерти во Франција за европски прашања. И навистина разговаравме за многу теми. Локалниот аспект на европските интеграции, новиот принцип на Европската Унија, EU Goes Local, знаете, сите фондови со кои што располагаат и целите на Европска Унија е буквално да се спушти на локално ниво. Нормално разговаравме за предизвиците на модерното време, за енергетската криза, за сите можни, за здравствената криза, за војната во Украина и како тоа, каков импакт има врз и последици врз тековното и нормалното функционирање на општина Струмица, генерално на државата. Опфативме многу теми. Дополнително имавме конференција на која што присуствуваа неколку панелисти, меѓу кои поранешниот премиер на Република Северна Македонија, господинот Зоран Заев. Темата беше за европскиот суверенитет. Навистина интересна тема, каде што имаше присутни студенти кои што имаа можност да дискутираат со панелистите во однос на суверенитетот, во однос на покрупните прашања, во однос на актуелните прашања помеѓу Македонија и Бугарија и што тоа значи. Така да навистина сериозен, убав ден со многу сериозни гости, поприлично набиена агенда, но се со цел запознавање на граѓаните за нашите интеграции, колку е голема нашата потреба од интегрирање во Европската Унија, особено во ова време на кризи. Зошто е европскиот суверенитет? Затоа што во овие кризи Европската Унија, земјите членки, заклучија дека не можат сами. Колку и да секоја земја си го чува суверенитетот, мора да размислуваат за партнерство, заедничко обединување, што всушност плод на таквото обединување беа и вакцините против COVID-19, што навистина се смета за еден научен дострел за толку кратко време на ниво на Европа. Во официјалното излагање вчера Бертучини вели дека граѓаните на Европа може да гледат поблагонаклоно на проширувањето, соочени со кризите кои што во моментов ги ја тресат Европа, европскиот континент. Што зад камерите, зад јавноста ви даде можеби некакви насоки како да действувате, како да се приближиме кон посакуваните? Токму така. Огромното и богато искуство на господинот Бертучини ги пренесе искуствата од граѓаните на Франција кои се. Како тие гледаат на проширувањето на Европската Унија и што е всушност пораката која што треба францускиот народ да ја прими, дека интегрирањето на Западен Балкан како регион или во нашиот конкретен случај на Македонија во Европската Унија не е всушност некакво проширување. Туку е заокружување на границите на Европа во рамки на Европската Унија. Што всушност е и нашиот стремеж и идеал, и за тоа се интегрираме, и за тоа ги правиме сите крупни чекори кои што ги правиме, нормално без во нито еден момент да наштетиме на нашите национални интереси, особено да не наштетиме на нашиот идентитет.
Зборувајќи велиме дека ќе зборуваме за тоа како функционираат локалните самоуправи заедниците во услови на вакви кризи, вакви силни закани кои што не ги одминуваат ни малите, ни богатите, ни сиромашните, ни големите земји и општини. Во таа смисла денес имавте една речиси малку подолга од вообичаено седница на Советот, се гласаше и ребаланс на буџетот. Кои програми се засегнати? Дали тие се поттикнати од нужната потреба и големата криза која што ја тресе земјава и Европа, или пак стануваше збор за некои други пренамени? Да, одлично прашање. Она што е за мене многу важно, да излезам одговорно пред граѓаните, и пред да излезам пред граѓаните, нормално пред советниците, затоа што тие даваат легитимитет и зелено светло на секој мој предлог и одлука кој што треба да биде спроведен на територија на општина Струмица, дали се тоа трансфер или се капитални проекти, расходи, да не набројам, нормално дека треба со јасно и детално образложение да излезам пред советниците. Имаше реакции дека и доцнале материјалите. Во делот на процедуралните забелешки, затоа и јас го кажав, ние процедурално може да разговараме и 2 часа, и 3 часа, и 24 часа. И немаме проблем. И ќе се објаснуваме во однос на процедурите. Треба да знаеме дека нас не третира Законот за финансирање на единици од локална самоуправа, каде што јасно стои во член 29 како се носи буџетот на општина Струмица и што значи измените и дополнувањата. Всушност, го почитуваме ставот од деловникот за работа на општина Струмица и годишниот буџет секако дека беше доставен пред советниците во Советот на општина Струмица 20 дена, односно согласно роковите кои што самиот деловник и статут ни ги налага во однос на ребалансот. Ниту во Законот за финансирање на единици од локална самоуправа, ниту во Законот за извршување на буџети кој што го третира републичкиот буџет, односно во рамки на македонскиот парламент, не е регулирано. Зошто не е регулирано? Законодавецот при донесување на таквите одлуки зема во предвид дека една општина, например, може да има ребаланс еднаш во годината, може да има 10 пати во годината согласно потребите на буџетските корисници и новонастанатите ситуации и нормално може да нема воопшто ребаланс. Затоа и во буџетскиот календар, кој што всушност ги регулира сите процеси финансиски кои што јас како градоначелник треба да ги реализирам пред Советот на општина Струмица, никаде или во било која друга општина, никаде не е регулирано во буџетски календар за роковите за ребаланс, односно измени и дополнување на буџетот за одредена тековна година. Од тука и се обидов, и јас сум благодарен на советници што ме разбраа, дека ние не можеме да претпоставиме што сите тие кризи утре може да ни донесат. Туку треба во кризите на кризата и да ја погледнеме во очи и соодветно да реагираме. Струмица по неколку основи е погодена, нормално и во делот на цената на природниот газ, каде што имавме покачување од 100%, цената на електричната енергија, каде што имавме за 8 пати покачување на фактурите за електрична енергија и сепак и во време на такви кризи, јас сум конзистентен секогаш во моите ставови дека општина Струмица ќе троши, нема да штеди. За таа цел не се намалени ниту една ставка од капиталните расходи, освен во делот на оние ставки како што е реконструкција на булевари, каде што имавме предвидено 10 милиони денари, намалуваме 4, зошто? Од причина што дури и да ги распишеме јавните набавки за реконструкција на одреден дел од булевар или цел булевар, нема да успееме да ги реализираме до момент да ни достават фактура таа компанија која што би ја добила јавната набавка, за ние да може да ја платиме. Зошто го кажувам тоа? Од причина што според мене и моите анализи и проценки кажуваат дека до крајот на годината ќе ни треба уште еден ребаланс на буџетот. И тоа се случи и сега. Впрочем, зошто се прави ребалансот? Прво, најголем дел од предмер пресметките кои што ни беа за одредени капитални проекти пред распишување на јавна набавка, ценовните шокови и така како ги зафатија. Булеварскиот мост на булеварот Братство и Единство беше предвиден со некои 13 милиони денари заради зголемувањето на цените. Да, ако ја распишевме јавната набавка на 13 милиони денари,
99,9% сме убедени дека немаше да има приватна компанија која што би се јавила на таквата јавна набавка и за тоа моравме да правиме нови пресметки согласно зголемувањето. Дополнително, заради зголемување на цената на електричната енергија, ставката која што ни беше предвидена, ја зголемуваме за некои 5 милиони денари, но верувајте, мислам тоа го видоа и советниците, секако ќе биде презентирано и пред јавноста, во ниту една друга ставка немаше намалување. За разлика од сите други општини, ние имаме зголемување, најголемо за 3 пати во колоната донации за 35 милиони денари, во кој најголем дел е првата транша од проектот, односно од грантот кој што го добивме од Европската унија, а тоа е за Струмица паметен велоград. Така. Таму веќе се работи на проектот, дополнително треба да имаме консултации со сообраќајните инженери. Таму каде што имавме потешки точки, тоа се булеварите Балканска, булеварите Гоце Делчев, па булеварот Маршал Тито, па дали велосипедската патека да поминува долж тротоарот, дали да биде на коловозната лента, дали да биде на средина во жардинериите. Има ли одлуки за оваа работа? Одлуки... Како ќе се движи велосипедската патека, затоа што и кога се консултираат граѓаните, најголемата недоумица е како би функционирала во нашите централни улици се прилично напнати, збиени и како би изгледала сигурна велосипедска патека. Така. Затоа ги консултираме сообраќајните инженери, затоа ги консултираме сите велосипедски клубови кои што екзистираат на територија на општина Струмица да дојдат заедно со нив, со представници, нормално не со сите, со понеколку представници од велосипедските клубови и сообраќајниот инженер. Ја направивме еден круг по трасата каде што треба да поминува велосипедската патека, потоа претрпи дополнителни измени. Сега разговараме со луѓето кои што имаат дуќења, пред кои дуќења треба да поминува велосипедската патека. Нормално е дека секој процес, било каде во светот, не само во Струмица, се што е ново, нормално е да има одредени реакции. Повеќето се позитивни, но има и негативни. Зошто? Затоа што се лично засегнати луѓето, но мислам дека во искрен разговор станува збор за средства на европските даночници. Средства кои што општина Струмица и граѓаните на Струмица ќе немаат никаква обврска да ги враќаат. И ние не можеме да се доведеме во ситуација да размислуваме дали треба да се реализира проектот или не треба. Напротив, ако кажуваме дека сме имале велосипедисти и ни се наметнала потребата за реализација на велосипедска патека во должина, требаше во 13 км, но со измените од 10,6 км, апсолутно дека најголем дел, мнозинството граѓани, се изјаснуваат дека ни треба велосипедска инфраструктура. Субвенционираме купување на велосипеди преку јавни повици, доколку видиме дека има уште поголема потреба. Во наредниот буџет секако дека ќе предвидиме поголема ставка, сега се 800.000 денари и интересот е огромен. Ние секој ден веќе овие денови завршува јавниот повик. Јас пред неколку дена дополнително го повикав граѓанството, го запознав колку има реализирано, имаше 500.000 денари, за остатокот дека треба да побрзаат, да аплицираат за субвенциите за велосипед, има интерес. И јас сум оптимист дека ќе се исцрпи целата предвидена ставка за субвенција на велосипеди. Сега спомнавте дека се цртаат трасите, велосипедските траси, како би изгледала таа една мапа, да речеме, на велосипедска Струмица. Кога би ја имале вие како готова за да може да се презентира пред граѓаните? Мојата идеја, и тоа го има како дел од проектот, да во Струмица се реализира за прв пат оваа година Велофест. Фестивал на кој што ќе бидат учесници, ќе бидат поканети нормално сите граѓани, велосипедските клубови. Идејата е и напорите заедно со луѓето од Оделението за меѓународна соработка, кои што го аплицира проектот заедно со надворешни експерти, соработници на општина Струмица, мои лични соработници, сообраќајните инженери, да до средина на мај, кога би требало да се одржи Велофестот, веќе го имаме готов проектот и ќе искористиме приликата за јавна презентација за тоа како ќе изгледа проектот, која ќе биде точната траса и после тоа веќе промени нема да има.
Но нормално е да секој проект претрпува одредени измени заради обезбедување на што е можно подобро и побезбедно сообраќајно решение во однос на велосипедската патека. Па имаше дилеми дали треба да биде во делови каде што имаме пошироки улици по булеварите, ќе биде на самата коловозна лента, односно ќе се скрати 1,20 сантиметри од тротоарот кон коловозната лента, паркингот ќе се помести каде што нема да предизвика застој во сообраќајот или не дај Боже амбулантно противпожарно возило кога треба да помине таму каде што немаме услови, ќе биде на тротоарот. Зошто? Затоа што сите истражувања, и европски и светски, не упатуваат на тоа дека многу по-пријателски настроени се велосипедистите и пешаците, отколку велосипедистите и возачите. Тоа е истражување кои што постојат и во Европа и во светот и кои што сите ги согледуваме заради сериозноста и обемот на целиот тој проект, кој што е многу важен за Струмица и струмичани. Јас секогаш кога го афирмирам таквиот проект, кажувам дека практично воведуваме нов вид на сообраќај. И тоа е вредноста која што ќе има Струмица и струмичани. Нов вид на сообраќај и ќе биде од полза на сите. За да утре ние повторно субвенционираме велосипеди и ги мотивираме граѓаните и работиме на кревање на свеста да се користат што помалку автомобили, особено во централното градско подрачје, каде што реално се е на 3, 4, 5 минути, вклучително и мене. Јас не се изземам од граѓанството кое што не вози велосипед за на работа. Кога би ја имале таквата инфраструктура, ќе не биде многу полесно. Не случајно е заклучокот дека 2022 година за Струмица ќе биде година на спортот, затоа што навистина сериозни вложувања и во соработка со министерствата, но секако и од основниот буџет на општина Струмица вложуваме во спортот. И при апликација на самите проекти, буквално речиси 80% ни се во делот на спорт. Дополнително, во кросбордер проект со општина Серес од Република Грција, аплицираме на проект за памп-ап трака за велосипеди, кое што навистина ќе биде нешто убаво, модерно за нашиот град, кое што ќе биде придобивка за сите граѓани. После 30 години, може да видите, и денеска со ребалансот на буџетот се одлучи да 7,5 милиони денари префрлиме на средното општинско училиште Јане Сандански, да обезбедиме услови за спортска сала каква што приличи на едно централно градско училиште. Дополнително ги разгледуваме сите можни опции за нови игралишта, нови паркови, зголемуваме ставките во зелени површини во општина Струмица, дополнително и со ребалансот за 3 милиони денари. Гледате дека веќе се врши реконструкција на паркот спроти трговскиот центар Глобал, кај поранешна лебара на Жито Струмица, и тоа навистина идејното решение е преубаво, ќе видите за скоро, ќе можат и граѓаните да го видат целото тоа. Дополнително бараме нови површини за паркови во Турско мало заради потребите на жителите во Турското мало. Касарната ни е особено важна, таму имаме блок по детален урбанистички план кој што е предвиден за зелена површина. За ова зимата зборувавме ви при вашето гостување за овој дел со зелен пояс и исто така кај просторот што се планира градскиот затворен базен да се гради. Ќе имаме ли оваа година некаква барем почетна акција на овие површини? Со сигурност ќе имаме. Како што кажав, ценовните шокови допринесоа да се поремети и затоа има доцнење. Затоа има доцнење при распишување на јавни набавки. Имаме, еве конкретно, затворениот базен преку Агенцијата за млади и спорт претрпе нова пресметка. 4 пати паѓаше јавната набавка. Затоа што немаат интерес компаниите да се пријавуваат и да работат со загуба. И знам дека трпението е се помало, ама јас барам разбирање од граѓаните и ве уверувам дека во постојана комуникација сме со директорот на Агенцијата за млади и спорт и верувам дека и тоа ќе се случи. Најгорливиот проблем за Струмица и струмичани заедно со населените места нормално е 4 ленти према населено место Дабиле. Тоа е навистина рак рана на струмичани. Неколку пати Македонија пат еве сега повторно има тенок слој заради амортизирање да нема оштетување на автомобилите на граѓаните кои што го возат тој пат. Веќе потпишуваме спогодба со јавното претпријатие за државни патишта
си ги превземаме ние нашите обврски, а тоа е пешачката зона, велосипедската патека кон населено место, да биле и дел осветлувањето да биде на товар на општина Струмица и секако делот со кружниот тек пред населено Тоа место значи дека Сачево, ќе има 4 ленти, ќе има велосипедска патека и пешачка патека со оглед дека и Така веќе е. овие две населеното место со индустријскиот дел од Струмица се прилично приближени едни кон други. Кога би почнале со вакви инфраструктурни подготовки за овие проекти? Што се однесува до општината, веќе јавните набавки се распишани во однос на ударните дупки, во однос на пробивање и прв слој на асфалт, рамките во однос на вториот слој, затоа што се две различни, односно три различни работи, тие јавни набавки се распишани. Бирократијата и мене лично многу ми смета, но е нешто кое што не може и не смее да се заобиколи согласно закон, но се распишани согласно законските рокови. Ќе ги видиме компаниите кои што ќе ги дадат најповолните понуди и следствено се подпишуваат договорите и се пристапува со работа. Веќе заврши набавката и подпишан е договорот за изведување на бетонски градежни работи. Почнуваме со населено место Дорломбос, затоа што иако имаме многу мал број на жители, навистина таму имаме и луѓе, околу 5-60 луѓе, кои што имаат проблем со некои си 200 метри, а тоа е од реката до џамијата, кои што треба да им се избетонираат, а долниот дел, долж патот кон населено место Костурино, треба да им се доуреди практично. Не може да го асфалтираме, преголема е ставката, но е дел по дел и за тие жители од населено место Дорломбос ќе излегуваме во пресрет. По завршување на бетонските работи во Дорломбос преминуваме со активности во бетонски активности во Турското мало, станува збор за улица над новите турски гробишта кои што треба да се бетонира на барање на жителите во тој дел од Турско мало и потпорните ѕидови кои што исто така се јавени како потреба, бетонски потпорни ѕидови кои што се јавени како потреба од жители од Турско мало на јавните собери, во разговори лично со мене. Знам дека не е доволно во една година се, не можеме да постигнеме се. Мојата изборна програма е за следните 4 години. Ги уверувам граѓаните дека најголемиот дел од тоа што значи изборно ветување, предизборно ветување ќе биде реализирано. Веќе на повидок се тоа што го ветуваме. Игралишта се прават, паркови се уредуваат, нови зелени површини имаме, улици ќе се асфалтираат, нови спортски сали се градат. Кога зборувам, јас сум конзистентен во своите. Многу сте оптимист со оглед дека сме соочени со криза. Сметате ли дека ќе успеете да ги спроведете сите овие проекти со оглед на турбуленциите кои што се јавуваат? Струмица, верувам во капацитетот на Струмица. Верувам и во граѓанството, а верувам многу но има ето надворешни фактори. Во приватниот сектор кој што имам обврска јас заедно со општинската администрација, секако и со Советот, да го држиме мотивиран. И верувам дека можеме да постигнеме резултати. Струмица е финансиски најстабилна општина во државата, која што не сме изложени со сериозни кредити. Имаме еден кредит кој што сме во грейс период до 2023 година, но не е никаков проблем тој кредит да го сервисираме, така да можноста за задолжување ја имаме доколку имаме потреба од задолжување, но согледувајќи го интересот и капацитетот на приватниот сектор и активностите кои што ги превземат, еве, јавно им благодарам и тоа ја одржува Струмица, а јас ќе сторам се да ги држам уште помотивирани, секогаш се добре дојдени во кабинетот, како и сите останати граѓани. Многу често се случува, особено од дома. Дома најмногу не прашуваат како се издржува уште пред изборите и што во време на предизборната кампања. Кажав дека барам глас за да служам. И ако граѓаните ми ја дале поддршката за да им служам, јас тоа си го сваќам многу буквално и многу емотивно, иако можеби не треба така. И за таа цел реализираме неделно 200 до 250 средби во кабинетот, што не се малку, поединечни средби зборувам. Паралелно на тоа имаме други состаноци, имаме најразлични активности, спортски, културни активности, капитални проекти реализираме, седници на Советот на општина Струмица. Но сум оптимист затоа што Ова и во смисол на кревање на духот во смисла на криза секогаш, да се секогаш и во смисла на криза, и знаете како старите велат, чувајте за црни денови.
Штедете за црни денови. Ако требало да штедеме за црни денови, Струмица тоа го правила. И Струмица е финансиски силна општина. Да И позбудуваме сега во време на криза, по црни денови не може да имаме од овие. Сите можни светски кризи ги имаме. Сега е моментот кога треба да трошиме за да амортизираме удар. И тоа ќе го правиме и на тој начин ќе раздвижиме и економијата и ќе ги држиме граѓаните мотивирани да не се разочаруваат од општина Струмица. Со трошење, со капитални проекти, Струмица и дури и ребалансот. Ние позитивен ребаланс, немаме кратење, не кратиме ништо од капиталните расходи, туку напротив ги зголемуваме. Се зголемува за 3 пати колоната на донации, дополнително за мотивација на воспитачките, негователите, негователките, наставниците, учителите, професорите, ќе организираме свечена академија по повод Свети Кирил и Методи, каде што ќе ги наградуваме. И Струмица тоа го прави. Зголемуваме ставката кон Струмичкиот карнавал на барање на организациониот одбор на Струмичкиот карнавал. Да, градоначел, каков е вашиот став? Еве ги спомнавте сега просветните работници. Штрајкот во Струмица е малку хаотичен затоа што дел од просветниот кадар работи, дел штрајкува. Дали сте во комуникација, имавте неколку посети изминативе деноми, имаше и патрон празник на некои од училиштата. Комуницирате, знам дека имавте средба со професорите во гимназијата. Какво е расположението кај нив, какви се вашите согледувања? Мојот став е многу јасен, сметам дека да, правото на протест е уставно загарантирано право, но и правото на образование е исто така уставно загарантирано. Може би требаше на друг начин да биде организиран штрајкот, може одморите помеѓу часовите да се искористат, да се правото на протест да се искористи во тие моменти. Како и да е, тоа не може никој да го одземе правото на протест. Јас сум низ животот сум поминал низ многу протести, тоа е мое лично уставно загарантирано право и како такво треба да го почитуваме. Сметам дека во време на сите можни кризи, како што реков, понудата од зголемување на 10% првично на платите во образование, секако и во социјална заштита, за мене е сосема разумно, зборувам за време на криза. Дополнителното зголемување и дополнителниот договор каде што и раководството на СОНК практично го прифати од 12% е наистина доволно во време на криза. Треба да не идеме на разбирање, иако ги разбирам професорите, вработените во образование и во социјална заштита, дека секогаш треба повеќе. Да, тие имаат честа да креираат иднина, но кога сме во криза, сите сме во криза. Не станува збор само за правата на професорите, на учителите, каде се новинарите, например. И вие, медиумите и новинарите, уживате ваши права. И вие, и кај вас никогаш не е доволно. Во општината генерално исто така. Сме ние во приватниот сектор, Без разлика. Проблемите ни тежат генерално во Така јавниот сервис. Што е многу важно? Да се издигнеме и да изградиме партнерски однос во време на криза. И цврсто и во очи да погледнеме на проблемите и соодветно да ги решаваме. Затоа мислам дека радува фактот што во Струмица во најголем дел од основните училишта, од детските градинки, значи воспитно-образовниот процес се одвива непречено. Прва општина каде што практично покажа знаци на прекинување на штрајкот. Ќе се реализира ли тоа најавено Струмица. казнување финансиско на вработените во детска заштита? До мене се уште нема стигнато никаков допис каде што ми дава Министерството, дали за труд и социјала или за Министерството за образование, ми дава насоки, односно дава насоки на општината како да постапуваме. Јас, мојот личен став, ќе си го кажам како човек. Не сметам дека е време за казни. Не сметам дека треба да се казнуваат, доколку има законска регулатива која што ќе биде наметната кон општините, секако дека ќе го почитуваме законот, но не сакам да преюдицирам, ниту да најавувам било што, да ги видиме прво официјалните дописи. Имам треба едно да прашање што, сега. да, кога ги зборуваме градинките, дали има отворено барање кон Министерството за труд и социјална политика за нови работни места, за новата градинка која што се изгради во просторот кај касарната, со оглед дека тоа е огромен простор со капацитети и најверојатно не располага општината со кадар кој што може да се пренамени таму. Така е.
За таа цел и денеска потребните средства за гликол ги даваме од страна на општина Струмица. Во тек е формирање на нов правен субјект за да имаме аргумент плюс, повторно да побараме согласности за вработување на потребниот кадар за да се стави За објектот колку во луѓе од прилика функција. станува збор со? Вкупните потреби на новата детска градинка во касарната се 54. За да оперира и да обслужува 300 дечиња, колку што е целосниот капацитет на градинката. Ние ќе пуштиме барање за 54. Обично така секогаш така се одвиваат работите и ќе ги видиме финансиските можности, ќе имаме сега, претпоставувам, и ребаланс на централниот, на републичкиот буџет, ќе ги видиме можностите и јас верувам и сум оптимист дека ќе ги добиеме потребните согласности за да се стави објектот во функција. Во спротивно, не можеме да го... Во спротивно, сама по себе општина Струмица не може да си дозволи дополнителни. Тоа се сепак обврски на Министерството, плати кои што се плаќаат со блок дотациите, кои се составен дел на вкупниот буџет на општина Струмица, но сепак стигнуваат како блок дотации од ресорни министерства. Во спротивно не, но јас сум оптимист, не сакам ни да верувам дека нема да добиеме согласности како што секаде се случува, секаде новите објекти, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за финансии даваат согласности за вработување. Да позборуваме малку за енергетската криза. А како ја примивте веста дека Русија забрана дотур на газ, односно за Полска и за Бугарија, со оглед дека ние купувавме газ за потребите на општина Струмица? Што ќе се случува од есен доколку нема промени или доколку има и дополнителни санкции кои што ќе опфатат и Македонија? Специфичен е периодот, не дека не е, иако ние го имаме просторот затоа што имаме виртуелна секундарна гасификација, значи немаме централен гасовод да можеме да маневрираме. Секако дека транспортот ни влијае на цената, но кога станува збор за потребните количини да ги набавиме за газ за неопходно функционирање на виталните објекти кои што ни се гасифицирани, секако дека општина Струмица непрекинато ќе се снабдува. Ќе изнајдеме начини за размислувате ли за опции? Размислуваме секако за опции. Ние имаме обврска прво да најдеме добавувач на природниот газ. Нормално тоа излегува на јавна набавка и се одлучува најповолниот понудувач. Ќе имаме проблеми со цената, можеби. Иако по најавите кои што ги има од стручни лица, нормално директорот господин Благој Милановиќ во однос на цената на гасот има позитивни сигнали, има во делот на кривата. Повеќе има намалување отколку што има покачување на цената на гасот. И очекуваме дека веќе после месец мај, кога се намалува нормално и потрошувачката, ќе паднат цените на природниот газ. Во тој момент јас верувам во стручноста и компетентноста на директорот на јавното претпријатие Струмица газ и заеднички ќе ги изнајдеме најдобрите решенија. Она што вреди да се спомене во делот на гасификацијата дека одлуката за субвенционирање директно на цената на природниот газ дојде во правилен момент. Иако многумина не верува, па не би кажал дека не се почувствува. Имајќи во предвид дека граѓанството добива субвенционирана цена на електрична енергија. Не ја добива реалната, туку таа е субвенционирана. Имајќи во предвид дека доколку така се одржуваат цената на електрична енергија, ќе дојде до некаква прекатегоризација на фактурирањето на електрична енергија, сепак во правилен момент донесовме одлука за субвенции за природниот газ, директно кон домакинствата и веќе имаме исплати. Доколку не беа субвенциите, со таквата субвенција практично ги мотивиравме граѓаните да веруваат во проектот за гасификација како најеколошки, но секако и најконкурентен енерген за оваа енергетска криза. Доколку ја имавме реалната цена на електрична енергија, јас ви гарантирам дека природниот газ ќе беше значително поевтин. Имаме само 9% за домакинства, колку за споредба, ние како општина цената во апсолутни суми ќе говориме, да не зборуваме по киловати. Фактурата за месец ноември ни беше 730.000 денари. Фактурата за месец декември ни беше 4.800.000 денари. Ова беше за електричната. За електрична енергија, но
Замислете доколку реалната цена се споредено со одржуваше. потрошувачката на Споредено со гасот? потрошувачката на гасот, така е. Која ви беше разликата затоа што Огромна е разликата и огромни се заштедите. И сите наши институции кои што ни се веќе гасифицирани, до крајот на 2021 нели се гасифицираше и болницата во Струмица, огромни се заштедите споредено со било кој друг енергиен сод порано. Огромни се заштедите. И треба да веруваме, да, се наоѓаме во енергетска криза, затоа и тоа се отсликува и рефлектира и на цената на струјата и на цената на природниот газ, но ако направиме споредба едно со друго, ќе видиме дека сепак сме најконкурентни. Затоа приватните компании кои што го користат како индустријски капацитет и природниот газ за нивните машини или за работа на нормално целиот производствен процес, не се откажуваат од природниот газ. И тој уште функционира и ќе функционира уште посилно. Каква ни е алтернативата? Премногу гласно се зборува за потребата да се стане енергетски независен, особено секоја земја поединечно да биде енергетски независна, со оглед дека се виде последнава година колку можат некои глобални промени и случувања да влијаат на функционирањето. Што е со општина Струмица? Вие спомнавте и во претходната емисија дека фотоволтаиците се еден добар начин да се стекне некаква енергетска независност. Имате ли на ум реализирање на еден ваков проект? Би се задолжиле ли за да го, бидејќи спомнавте дека таа опција е отворена? Разработуваме неколку модели. Паралелно на тоа имаме, веќе размислуваме, разговараме со надворешни експерти за изработка на физибилити студија, која што е поприлично скапа. Не станува збор за нешто што чини 60-70 илјади денари, туку според првичните пресметки станува збор за некои си милиони 800 до 2 милиони денари само за изработка на физибилити студија. Просто, што е најважно? Општина Струмица го има соодветниот простор за фотоволтаична централа. Тоа е просторот кај пречистителната станица за отпадни води кај населено место Сачево. И таму имаме некои 2 хектари површина, блиску имаме нормално пристапен пат, имаме трафостаница која што може да акумулира и да после тоа да се дистрибуира електричната енергија, значи идеалната локација ја имаме. Потребна не е изработка физибилити студија за да пред советниците нормално излезам со предлог дали тоа да биде јавно-приватно партнерство, дали да биде чиста концесија, дали да биде реализација на проект од страна на општина Струмица, што можеби е најповолното решение. Ќе видиме што ќе покажат резултатите од физибилити студијата, но дефинитивно иднината е таму. На кој рок зборуваме за реализација на еден ваков проект? Зборуваме за некој период од 2 години. Сега и компаниите кои што произведуваат и фотоволтаици се поприлично зафатени. Имаме огромен број на приватни компании кои што инвестираат што за сопствени потреби, што како трајна инвестиција во делот на фотоволтаични централи. Тоа охрабрува. И станува збор за рок од 2 години, колку што ќе биде потребен периодот за комплетирање на сите документации, анализи, физибилити студија, одлуки на совет за реализација на еден таков крупен проект, но тоа е можеби најкапиталниот проект во општина Струмица кој што би се реализирало од аспект на енергетиката и заштита на животната средина. Секако и моделите на задолжување не се воопшто опасни, доколку изнајдеме начини за да и охрабриме инвеститори да издадеме ние првата зелена општинска обврзница заради фотоволтаиците, навистина ќе биде огромен успех за цела Струмица, доколку не е секако задолжување. Тоа е опција затоа што има и како силна оправданост за еден таков проект да се впушти во задолжување. Општината нормално со потребните одлуки на совет. Тоа е едниот капитален проект, но најизвестниот капитален проект кој што веќе е во некаква почетна фаза на реализација, затоа што јас сметам реализација и расчистувањето на дивоградбите горе во над турските гробишта во турското, новите турски гробишта во турското мало. Имавме рушење со прва фаза рушење со преку комуналец Струмица, нормално благодарам за поддршката од Освен СВР. некакви објекти, дали имаше и луѓе кои што живеат во некој од нив? Што се случи? Дали каде се дислоцираат тие граѓани? Имаше лично
помагавме на некои луѓе лично да се најде некакво времено решение за да се иселат од таму. За колку семејства отприлика? Станува збор за едно семејство кое што живееше во куќите, инаку станува збор за 20 на позиции, помошни објекти, куќи во почетна фаза на градба, што мораше да се струшат, да бидеме искрени, станува збор за средства кои што ги имаме како капитална дотација од влада, кои што веќе ги трошиме со самото рушење, дополнително обезбедуваме. Сега треба да пристапиме кон колчење на површината и трасата каде што треба да се протега социјалната населба во Турско Мало и секако веќе се во канцеларијата на имотно-правни односи елаборатите за експроприација на луѓето кои што си имаат имот. Таму станува збор за некои 17 милиони денари кои што треба да ги исплатиме. Во фаза веќе распишана е јавната набавка за изработка на проектно-техничката документација за целиот тој проект, што е најважниот момент, и веднаш по завршување, по изготвување на проектот, кој што ќе има рок 4 месеци, заради обемноста, станува збор за 115 куќи, пристапуваме со прва фаза на реализација од социјалната населба. Тоа значи дека таа прва фаза некаде на почетокот на следната година би требало да се реализира или имате можеби роки малку поваму? Оптимистички гледано, треба до почетокот на следната година првата фаза да биде реализирана, завршена. Зборувам за првата фаза, најголем дел земјишни работи, подпорни ѕидови заради самиот терен. Конфигурацијата на теренот е таква. Ќе видиме дополнително што ќе каже проектот, но вака, кога ќе одиме на терен и ќе видиме, навистина е поприлично тешко за работа. Пристапот е тежок, па треба нов пристап да направиме од асфалтираниот пат кон Цареви кули до социјалната населба. Веќе има земјен пат, но таму ќе станува збор за машини кои што треба Дали веќе има комуникација со граѓаните кои што живеат на транзитниот пат? Во таа, да речеме, една диво изградена населба, но веќе е доста бројна, и какви се нивните реакции, како тие реагираат на реалната потреба да ги напуштат тие места? Станува збор за многу хуман проект. Зошто? Затоа што никој не е оставен без кров над глава. Сите сме свесни дека станува збор за една непријатна гледка на влезот од Струмица, заради изградени дивоградби на неколку стотици фамилии, и за сите нив ќе изградиме нови куќи, нова населба со соодветни услови, со атмосферска канализација, со фекална канализација претходно. И според мене, замислите во цела држава, сите такви населби да имаат дивоградби, да мора општините да прават социјални населби за да ги изгрижат, за да биде решен проблемот. Јас прво побарав и барам и добивам поддршка од граѓанството за таквиот проект. Тоа ми е многу важно. Да застанат граѓаните позади таквата одлука моја и на Советот на општина Струмица за реализација на таков проект. После денешнава емисија ќе се сретнам со граѓани кои што живеат во населбата на Климент Охридски, отворено разговараме и ќе продолжи таа комуникација, да ги запознам со тоа во која фаза сме од проектот, колку би било потребно време да се реализира. Колку ќе биде потребно време за Добро, затоа го објавуваме во фази. Обично секогаш знаат да се појават и непредвидени, навистина непредвидени работи при самата реализација, затоа велам. Прва фаза ние да го реализираме до почетокот на следна година. Моите намери се до крајот на мојот мандат биде реализирана социјалната населба. Значи ги имаме сите куќи позиционирани, целата населба направена и да почнеме со нормално со дислокација. Зборувам почитувајќи го дигнитетот на човекот. Дали во следните фази ќе треба општината да предвидува средства и од сопствениот буџет или ќе биде покриена од донации, од дотации? Ние ќе сториме се за да најдеме начини од страни извори на финансирање. Дали ќе се тоа грантови, дали ќе се тоа, не знам, од Светска банка, од Европско, ќе бараме и ќе тропнеме на секоја врата. Доколку не, има оправданост таквиот проект да биде финансиран од изворен буџет на
од изворни средства на општина. Имате ли некаква финансиска конструкција до клучна врата на цела населба, колку тоа чини? Многу е тешко во оваа фаза, нели ви кажав дека распишана јавната набавка за изготвување на проектно-техничката документација, кога ќе ги имаме сите можни позиции, ние ќе знаеме буквално до денар колку ќе не чини целата населба. Зборувам со се комплет, со куќа, клучна рака пред вселување, што се вели. Но пред тоа не сакам да шпекулирам. Јас вака од околу, паушално по тоа што го разговараме со стручните лица во општината, некои си 8 до 9 милиони евра може да чини таа социјална населба, но како да ви кажам, кога разговарам со било кој во Струмица, со било кој, дава поддршка на таквиот проект. Дава поддршка затоа што знае дека е за добро. Прво им нудиме Колкава површина потоа ќе ви се ослободи за да се планира понатаму развојот на градот? Колкава површина самата населба? Самата населба горе е 3,4 хектари површина, кај што ќе биде новата населба. На новата населба. Просторот долу кај веројатно нешто помалку е. Го немаме измерено, но нешто помалку од 3,4 и тоа беше предвиден за стамбено деловен простор. Долж улицата Антон Панов и таму има пробивање од улицата Ристо Ќурчиев према Климент Охридски, што е транзитниот пат. Секако дека има и приватни парцели кои што се веќе купени со намена А2 за домување и нормално има парцели кои што се во собственост на државата, кои што може да бидат продавани, но најголемиот дел, затоа што во долниот дел од градот нема парк, ќе биде предвидено за ново зелено градско подрачје, што е потреба на струмичани. Решаваме проблем, даваме соодветни, нормални, добри услови за живот на тие луѓе кои што живеат на Климент Охридски. Таму во моментот многу тешко се реализира, може да импровизираме со фекални канализации, немаме атмосферски канализации, знаат често да се поплавуваат затоа што се една од пониските коти во општина Струмица и навистина се недостоинствени условите за живот. Од друга страна не може да издадеме имотни листови или да легализираме бесправно изградени објекти во тој дел од градот заради тоа што има узурпирани приватни парцели, секако и земјишта на Република Македонија. За таа цел тоа е решението. Добрата работа и мислам добрата вест е што нема ниту една легализирана градба во тој дел од градот. Сите се со одбивни решенија. Ставот е тој, доколку било кој покаже еден имотен лист дека има легализација на објект, тој ќе биде оставен. Значи нема да се чепне. Но сметам дека треба да имаат и тие луѓе трајно решение, треба да имаат соодветни услови, достоинствени за живот. Со оглед дека со децении таму живеат голем дел од тие семејства. Па ако добро ме следите од почетокот на мандатот, навистина јас заедно со советниците и со општинската администрација, а секако подкрепено со поддршка од граѓанството, се зафативме со решавање на деценijски проблеми. И тоа ќе го реализираме и ќе го работиме во текот на целиот мој мандат. Ги пробиваме роковите на трајање на емисијата, би го заокружила разговорот со еколошките прашања кои што стануваат жешката точка на не само овде, туку и глобално. Колку сте задоволни од одржувањето на хигиената, вложувањето во капацитетите за одржување, менаџирањето на дивите депонии, депонијата во Добрашинци и капацитетите на комуналец за справување со ова и се разбира како граѓаните реагираат? Јас сум презадоволен од сите вработени во комуналното претпријатие Комуналец Струмица и ги мотивирам дополнително уште повеќе да си ја работат работата како што си ја работат и ден денеска. Имаме навистина одлична соработка, комуникација со сите јавни претпријатија, но за конкретното прашање со Комуналец, со целото раководство на Комуналец, заедно со директорот, може да видите дека градот постојано се чисти и ќе се чисти. Од она што го имам како информација, таму веќе ќе има распишани се јавни набавки за набавка на нови возила за чистење. Во она што разговараме обавезно дека треба да има едно електрично возило за да ја пуштиме пораката на модерен зелен град, но заради цената нормално другото веројатно дека ќе биде со погон на нафта. Дивите депонии секогаш зборуваме за свеста. Јас многу отворено говорам дека треба да ја креваме свеста за
да не фрламе ѓубре надвор од кантата за ѓубре и да не ги ствараме, да не ги произведуваме дивите депонии. Не постои еколошко друштво, невладина организација, спортски клуб кој што има некаква иницијатива за чистење на одреден дел од градот. Еве сега спремаме викенд генералка, а тоа ќе биде во блок 10, кај што е индустријската зона, кај Агроберза конкретно. Таму ќе се одржува викенд генералка и ќе се чисти целиот тој потек, значи ги поддржуваме сите. Мене искрено многу ме радува фактот, а тоа и со советникот од Стига, со Ѓорги Танушев го зборувавме, има тој направено анализи дека всушност оваа година многу помалку ѓубре се собира во таквите акции отколку во годините претходно. Тоа не значи дека ги нема дивите депонии и дека се е средено, но еве имаме чекор напред. Произведуваме помалку ѓубре. Фрламе помалку ѓубре таму каде што не треба да го фрламе. Дополнително силно ќе работиме на градење на свеста. Јас ви благодарам и вам како медиум, како новинарка за прецизното информирање на граѓаните, навременото информирање, запознавањето на граѓаните кога се одржуваат таквите настани, текот на реализација на самите генералки, чистењето на дивите депонии, нормално преку невладени организации, секако и комуналец. За жал, прескапо е чистењето на дивите депонии, но ако го оставиме, правиме дополнителен проблем. И граѓаните не реагираат. Еве Муртино пак ја има наполнето во населено место Муртино, пак се има наполнето дивата депонија, која што пред 6 месеци ја исчистивме. 63 камиони ѓубре. Но нели рековме дека ќе има дополнителен број на комунални инспектори, што е со тоа со оглед дека честите патроли на булеварот покажаа дека немаме толку диви продавачи. Значи контролата и следењето си даваат и своји резултати. Ке имаме ли зголемување, мотивирање на почести контроли за да може и граѓаните да ја сватат пораката дека ќе бидат мониторирани како се однесуваат во тие простори? И веќе имаме, и тоа е прашање кое што го отвараме многу често во рамки на локалниот совет за превенција. Инспекторите заедно со комуналните редари. Зборувам за комуналните инспектори и комуналните редари се постојано на терен. Имаме и tekako, имаме извештаи за тоа. Имаме многу несовесни граѓани кои што се веќе казнети. Имаме дел со опомена. Булеварот беше полесен за решавање затоа што се беше сконцентрирано на самиот булевар. И тука ги знаеме, тука се појавуваат. Истото и околу со дивите продавачи околу пазарот Чешар. И тој беше деценески проблем, градоначалник. Бевме многу решителни и го решивме. Заради тоа што пак бараше асистирање од повеќе институции, усогласување, но се гледа дека има ефект. Значи може и овде да се реагира во таа насока, дефинитивно е потребно. И се жалевте дека имате мал број на комунални инспектори. Што се случува во тој сектор? Во тој сектор планираме во делот на комуналните инспектори дополнителни вработувања, секако тоа треба да биде составен дел од планот за вработување, од систематизацијата на општина Струмица која што се изготвува. Дополнително веќе имаме нова инспекторка, се извинувам, за животна средина, која што и tekako помага во одредени делови. Нормално тука благодарност до секторот за внатрешни работи Струмица кој што постојано асистира на локалната, на општинската, се извинувам, инспекција. Ако сум ветил дека ќе нема диви продавачи околу пазарот Чешел и булеварот, што е децениски проблем, и сме го реализирале тоа заедно со партнерите од локалниот совет за превенција, ве уверувам дека до крајот на мандатот ќе има и tekako намалување на дивите депонии. И tekako ќе има и казни за оние кои што загадуваат. И ветување ми е до тие 4-5 куќи на улица Антон Панов, кои што се соочуваат со неверојатен огромен проблем. Дека ќе го решиме и тој проблем, затоа што веќе има соодветни кривични пријави на трговците со дивите трговци со железо и ќе го решиме и тој проблем. Треба да имаме доверба во општината, но треба да имаме доверба и во сите други институции. Процес е кој што трае, но започнати се важни процеси ќе се случуваат, а тоа секако вие ќе го пренесете. Градоначалник, ве држиме за збор и ние како медиуми верувам граѓаните кои што не следеа вечерва ви благодарам за гостувањето во Визави. Ми беше чест, благодарам за поканата. Почитувани, вам ви благодариме за времето кое што го одвоивте за гледање на ова вечерно интервју. Добра ноќ.